Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Кои се предусловите за нормален раст кај детето, што го забавува и како да знаеме која ќе биде неговата конечна висина. Можеме некогаш да видиме високи родители со ниско дете, таа слика неретко се забележува и при тоа обично следува објаснувањето дека бабата, дедото или пак роднините се ниски. Дали е сето ова поврзано? На темата денеска ќе разговараме со почитуваната професор доктор Елена Шукарова-Ангеловска, педијатар од оделот за ендокринологија и генетика при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата да го промовираме детското здравје во секој момент. Велат, за да можеме да сватиме дали детето забавува во растот или не, треба да знаеме со какво темпо децата растат. Кога бебето ќе се роди, во родилниот картон се забележува неговата тежина и должина. Колку сантиметри треба да порасне бебето во првата година, односно во првите 12 години од животот? Постои ли некакво правило? Па, мораме да кажеме дека растот е една од основните карактеристики на детството. Детето се карактеризира со некаков раст од раѓањето па се до адолесценцијата. Растењето зависи дали е тоа приметливо во интраутериниот период или веднаш после тоа. Одредени карактеристики на растот детето ги има веќе со самото раѓање. Пред тоа, растот зависи од многу други фактори, интраутерини фактори, како што е плацентарната циркулација, како што се други интраклеточни механизми и така натаму. Од моментот кога ќе се роди детето, веќе хормонот за раст и другите органи го превземаат своето влијание за да обезбедат оптимален раст кај детето. Детето расте по одредени перцентилни криви, кои што се прифатени, интернационални криви, кои што се прифатени од Центарот за контрола на болести, интернационалниот CDC центар, кои што ги следиме сите ние, кои што се употребуваат за проценка да се види дали детето добро расте или не. Во првата година е најбрз тој раст, кај момчињата, кај машките бебиња изнесува некаде околу 10 до 12 сантиметри во првата година, кај девојчињата малце помалку, околу 8 до 10 сантиметри. Во втората година забавува брзината на растот, некаде повторно некаде 7-8 сантиметри, кај момчињата 9, а после тоа од третата, четвртата, петата па се до предпубертетскиот период, брзината на растот е од прилике околу 6 сантиметри во текот на годината. Има некои ставови дека децата до пубертетот ќе постигнат 80% од својата висина, односно од растот. Вистина е тоа? Па до некаде така е. Така е. Растот обезбедува дополнителни, значи брзината на растот во самиот пубертет е некаде околу 10 до 12 сантиметри годишно, што сепак обезбедува една за тие 2-3 години обезбедува една висина од 20 на 30 сантиметри, зависи од тоа каде почнало детето, значи каде е перцентилната крива пред тоа. Така да се слагам со фактот дека на вистина растот е некаде 80% пред пубертетот, а потоа завршува со самото, значи завршување на пубертетот. А кога обично децата влекуваат во пубертет, на која возраст и каков е растот во тој период? Тука постои една, морам да кажам, клизна скала. Девојчињата влагаат во пубертетот некаде после 8-та година, но не е невообичаено да имаме девојчиња што влегуваат во пубертетот и околу 10-та, 11-та година. Значи, тоа е еден период од 4-5 години кој што можеме да го сметаме за нормално влегување или закаснување на пубертетот, ако за тоа станува збор. Додека момчињата некаде после 9-та, 10-та година. Самото влагање на пубертетот е голема предикција да знаеме колку ќе порасне детето. Ако детето покасно влезе во пубертет, тогаш и растот е малце поголем понатаму. Она што викаат старите ќе расте малце покасно. Малку покасно.
Има и тука едно правило кое што го издвоивме, го ставивме како факт во денешната Тилма амбуланта, ќе го погледнеме и вели. Девојчињата побрзо растат во првата половина на пубертетот, помеѓу 11-та и 13-та година, а момчињата во втората половина од пубертетот, помеѓу 13-та и 15-та. Момчињата малку каснат во тој развој на вистина, така да е тоа во ред, заради откочувањето на оската на пубертетот, на пуберталните хормони од хипофизата. И обично колку сантиметри растат во пубертетот? Отприлике околу 12 сантиметри годишно. Се тука не можеме да дадеме права предикција, треба да ги следиме кривите на раст кај секое дете поединечно. Затоа што е многу важно дали тој пубертет ќе биде од спор карактер. Значи дали бавно ќе се одвива па ќе трае 4-5 години, дали брзо ќе се одвие година-две. Значи брзината на одвивањето на пубертетот е индивидуално. Доколку детето влезе порано во пубертет, може ли тоа да се да влие, да се одрази на неговата висина, односно да остане пониско? Тоа е голем страв кај родителите. Така е, навистина е така и затоа децата, родителите повеќе доваѓаат кај нас за да го прецениме стадиумот на пубертетот при првата појава на градичиња, односно на пубертални знаци. И заради тоа, навистина, нашата алертност треба да биде малку поголема во тој поглед. Се што е појава на пубертални знаци пред 8-та година кај девојчиња, односно пред 9-та година кај момчиња, треба да ни даде знак дека треба да се испита дали пубертетот ќе почне. Ако почне, во тој случај имаме само 2-3 години раст понатаму за да се одвие до крајот. Професорке, зошто ги снимате на рентген дланките на децата? Да, значи многу ни е важна коскената зрелост. Прв знак за пубертетот, па и воопшто за растот воопшто, е дали коскената старост, која што е одредена спрема одредени криви, значи према Гроли-Херпайл, тоа е значи стандард за одредување на коскената зрелост, која што нели одговара за секоја година, има засебна коскена зрелост. Ако детето има заостанување во коскената зрелост, тоа е пат кој што треба да го докажеме зошто е тоа така. Ако има забрзување, исто така, тоа е еден од првите знаци за пубертетот е брзината на растот во тој период се зголемува и се зголемува и коскената старост. Значи, коските на детето одговараат позрело за поголем број на години него што има тоа и тоа е знак кој што треба да не алертира да не воведе во други дополнителни испитувања. Значи, доколку детето влегло порано во пубертет, има поголема коскена зрелост, има поголема шанса да не ја постигне висината? Да. Да, тоа е токму. Целната висина е еден многу важен параметар. Неја пресметуваме спрема висината на родителите. Значи може да се пресмети, да се предвиди. Да, може да се предвиди, не може точно, ама сепак може да се предвиди. Целната висина обично има и посложени формули, ние употребуваме поедноставната, која што вика средина на висина помеѓу родителите плюс 6 см за момченце, а минус 6 см за девојченце. И отплике тоа е целната висина која што е предиктивна висина на која што ја очекуваме спрема родителите. Што говори вашето искуство? Она што ќе го предвидите како висина кај детето се остварува? Во главном да, некогаш не. И токму тука пубертетот ни е главна, да кажам, стожерски момент кој што го мораме да го внимаваме, да не случајно имаме предвремено затварање на епифизите. Тука веќе хормонот за раст не е упрашање, проблемот се пуберталните хормони, естрогенот, тестостеронот, кој што на некој начин ги затвараат епифизите и веќе немаме влијание колку и да можеме, колку и да треба да делуваме. Можете нешто да постигнете со терапија доколку се блокираат пубертетските хормони? Постои нешто такво? Да, постои. Постои, значи предвремениот пубертет и кај нас и во светот се лекува со лекови кои што токму го запираат тој пубертетски раст во текот на година-две, па после 10-та година се пушта детето да расте како што треба. Растењето вела дека е многу сложен процес, зависи од многу фактори. Дали генетиката е пресудна? Делумно. Значи, растењето зависи од интегритетот на сите органи и системи на детето.
Зависи од здравието на срцето, на гастроинтестиналниот тракт, на бубрезите, на коските, на метаболизмот и така натаму. Значи може да кажеме дека растот е предикција воопшто за здравието на детето. Ако има проблем во растењето, се бара проблем прво во другите органи и системи. Најчесто малабсорпциите се причина. Цревото тоа значи? Дигестивниот тракт? Да, дигестивниот тракт, значи апсорпцијата на хранливи материи е многу значајна. Во таа ситуација порано многу често имавме ситуации да имаме инфестација со паразити, например, како причина за нискиот раст кај децата. Денеска тоа многу поретко се гледа. Така да бараме друг тип на малапсорпција, глутенска ентеропатија, било кој. Од кога ќе... Целијакија? Целијакија, да. Значи, од кога ќе докажеме дека детето нема таков проблем, идеме на вториот, третиот, пред да дојдеме до крајното испитување. Ако детето се наоѓа по трети перцентилна крива, има ретардација во коскената матурација, дури тогаш поминуваме на тестирање на хормонот за раст. Професорке, а што е со тироидната жлеза? Дали и тој хормон би можел да го забави растот? Така е. Значи, сите хормони кои што се лачат од хипофизата, сите тие го промовираат растот, без разлика на кој. И тироидната жлеза, ако не е препознаена хипофункција или дисфункција на тироидната жлеза, има лачење на ТСХ хормон. Тоа е тиростимулирачки хормон од хипофизата. Ако тоа не е препознаена, тоа не е понекогаш случај. Во таа ситуација таа ги потиснува сите други хормони од хипофизата, така да детето може да престане со растење. Така да мора да се следат перцентилните криви. Ќе ни ги појасните во текот на емисијата, би се задржала уште малку на генетиката пред да преминеме на хормонот за раст следно. Некога се случува родителите да се високи, детето да е ниско. И обратно. Ниски родители да имаат високо дете. Така е. Од што зависи всушност? Па морам да кажам дека растењето спаѓа во една категорија која што ја викаме полигенетски или мултифакторијални состојби. Што значи тоа? Значи генетиката не е само еден ген. Значи многу фактори влијаат врз растот. Гените кои што го образуваат нашиот коскен систем, гените кои што го образуваат нашиот скелетен систем, сврзното ткиво, значи си колагенот и така натаму, значи сите тие фактори имаат мало адитивно дејство врз системот, значи врз крајниот раст. Хормонот за раст е само дел од тоа. Денеска се доста познати фактори кои што делуваат и генетски фактори кои што знаат да го создадат нискиот раст, а тоа се фактори кои што фактички се од три категории. Првата категорија е самото формирање на хипофизата, онаму каде што е стожер на сите хормонални збиднувања во нашиот организам. Ако имаме несоодветни, тоа се веќе состојби, ретки состојби, кои што онаму каде што имаме несоодветно формирање на самата хипофиза. Тоа зависи од неколку генетски фактори. Понатаму самото формирање на хормонот за раст, ако имаме мутација во некој од гените на хормонот за раст, како што е ГХ1 или рецепторниот дефицит, во таа ситуација исто така имаме понизок раст. И третиот фактор е резистенцијата на ткивата кон хормонот за раст. Тоа се повеќе инсулин гроут факторите. Така да имаме и генетска основа, али не е само една. Значи, тоа комплексно, полигенетско и најчесто идиопатско. Значи, многу гени зависат од, од многу гени зависи растот. Но може да се наследи некој ген од бабата, од дедото, од предците? Така. Да, многу често доаѓаат во нашата амбуланта родители кои што се релативно ниски, кои што сакаат нивните деца да ги стигнат. Нашата помош се состои само во ситуација ако имаме дефицит на хормон за раст. Значи тука е помошта. Ако имаме фамилиарно низок раст, во принцип тоа не е индикација. Имаме строги индикации за лекување, така да тоа не е индикација. И тука е веќе убедувањето во прашање дали треба да се лекува, дали не треба, ги испитуваме сите претходни фактори и така.
Го споменавте неколку пати хормонот за раст, каде се излачува? Хормонот за раст се лачи од хипофизата и делува на сите наши ткива и органи. Така да тоа е еден хормон кој што навистина го промовира растот. Хормонот за раст највеќе се излачува во детството и адолесценцијата, а после тоа не престанува со лачење. Значи, него го имаме логаритамски опаѓање. Значи, најголемата концентрација, околу 400 микрограми на милилитар, го имаат децата, а после тоа некаде до 100, 80, 50, се помалку и помалку е во адултните години. Не значи дека престанува со растот, со развојот, бидејќи, мислам, со лачењето, со оглед на тоа дека хормонот за раст не делува само на висината и на постигнувањето на висината, па после го нема, него делува на многу други нивои. Делува на телесната композиција, делува на метаболизмот, делува на клеточната репарација, значи ни треба и после растењето. До која година обично децата растат? Кога треба да ја постигнат својата висина? До адолесценцијата, некаде една година после завршувањето на пубертетот. Закривуваат со растот и некаде до 15-16 година, зависи момче, девојче, завршуваат со растот. Споменавте дека можете да процените колкава би требало да биде конечната висина на детето, благодарение на перцентилните криви кои што се тука. Што тие значат, може ли да покажете и дали всушност можеме ние како родители, можете да ми ги подадете и на мене, дали ние како родители би можеле да ги најдеме на интернет и самите да направиме пресметки за да видиме каде се наоѓа нашето дете на перцентилната крива. Така е. Значи, перцентилните криви се добар пропагатор на растот, добар предвидувач на растот. Обично децата после првата, втората година завлегуваат во одредена перцентилна крива спрема целната висина која што имаат од родителите и ја следат таа перцентилна крива се до завршетокот на растот некаде околу 14-15 година, зависи од пубертетот. Значи, правило е, и тоа е нашето залагање и кај педиатрите, и кај матичните лекари да ги следат овие перцентилни криви. Они ги имаат сите, значи сите лекари во Македонија ги имаат овие перцентилни криви. Значи, матичниот лекар исто така може да направи проценка. Може да ги најдете на интернет без никаков проблем. Се следи возраста во години, тежината и висината. И висината, дали се пропорционални. Различно е за момче и за девојче, како што видов различни перцентилни. Момчињата малце повисоко растат, од самиот почеток имаат, да кажам, подобар старт, имаат други хормони, а девојчињата малце помалку, али сепак битно е да се следи перцентилната крива. Што ако нашето дете се наоѓа на долната линија на перцентилната крива? Ако родителите се на истата перцентилна крива, значи се работи за фамилно низок раст и тој во принцип не тражи интервенција, него тражи само следење на растот. Ако има сечење на криви, тоа е многу важно. Што значи тоа сечење? Значи, детето се навоѓа на пример на таа плавата линија што гледате, 50%, тоа е тежината, горе е висината. Еве висината, добро, нова. Значи, ако се навоѓа на 50 перцентил и одеднаш престане да расте, родителите кажуваат дека еве не смениле кондурчиња година-две, не смениле алиштенца година-две, значи детето расте во истите алиштенца, тогаш значи дека може да се случи да ја сечат перцентилната крива. Тоа што треба да бараме причина за тоа. Ако перцентилната крива се намали од 50 перцентил, дојде до 10 перцентил во краток период, година-две, тогаш тоа е алерт дека нешто се случува со здравјето на детето. Мораме да тражиме причина за тоа. Така, тука можеме да погледнеме и еден телоб кој што се однесува на карактеристиките кои што родителите би требале да ги забележат и кои што укажуваат на забавен раст кај детето. Мислам дека можеме го погледнеме третиот телоб во моментот. Веќе споменавте дека проблем е доколку чевличките детето не ги промени година или две, но еве што ние се издвоивме. Децата не ја надраснуваат својата облека, што значува колку брзо треба да ја надраснат и колку брзо чевличките треба да се надраснат? Тоа е ориентациона мерка. Пак се водиме спрема кривите.
спрема Но пред да кривите, дојдат родителите на лекар, еве имаат дете кое што 2 сезони носи исти чизмички. Тоа е веќе сигнал дека треба се јават на лекар. Дека навистина треба да се види што е причината. Нашиот апел до сите матични лекари и до сите педиатри е да ги следат овие перцентилни криви. Сега со пандемијата малку се помеша работите, иначе од прво одделение децата има систематски прегледи од каде што се триажира голем број на пациенти. Значи, ги забележува и ги праќа кај нас на испитување. Така. Може би таа практика треба да се воведе и во предшколскиот период, со следење на вистина дали од градинката, дали од систематски прегледи на самите матични лекари, кои што побрзо реагираат на нискиот раст на детето, тоа подобро за детето, значи имаме можност да делуваме подолго време. Да погледнеме уште некои параметри како изгледа нискиот раст. Покрај тоа што децата не ги надраснуваат чевличките и лиштата, потоа пониски се од своите врсници, можеме да го погледнеме повторно на тело, пониски се од своите врсници во одделението, но професорке, доколку биле помали при раѓањето, дали тоа имале помала родилна тежина, помала родилна должина, може ли тоа исто така да влијае на нивниот раст? Да. Односно на нивната висина? Така е. Значи се предпоставува дека голем дел од децата кои што се родени со ниска родилна тежина, под 2,5 килограми, се смета дека е ниска родилна тежина. Во таа ситуација имаме, кај најголем дел од децата си го стигнуваат. Во првата година прават кетчап, значи прават достигнување на овие перцентилни криви кои што ги кажав. Еден мал процент, може би помалку и од 10%, тоа не успева да го достигнат. Ги следиме, ако тоа трае година, 2, 3, во таа ситуација се под подсебен надзор и интервенција. Да, одиме понатаму. Чисто сметаат луѓето дека детето е помало од неговата возраст. Значи, доколку има 5 или 6 години, може би смета дека е 4 годишно. Тоа треба да го вклучи алармот кај родителите? Па да. Би било добро во секој случај, било кој аларм, без разлика дали од родителот, дали од матичните лекари, да се провери. Да се провери. Понекогаш не е многу тешко во таа мала детска возраст да кажеме кое дете за колку години одговара. Но сепак перцентилните криви се тука и стандардните девијации се тука за да ни помогнат во таа проценка. Така, често пати другите деца ги задеваат поради висината, што е голем психолошки проблем. Така е, најголема причина за доваѓањето на голем дел на деца во таа возраст е тоа. Па макар и да се на 5 или на 10%, значи не се ниски, не се испод кривата, нема потреба од било каква интервенција, но сепак тоа највеќе им смета на вистина. Пониско е од вас, односно вашите други деца во периодот кога биле во таа возраст. Исто тоа е нешто на што треба да внимаваме? Точно. Значи, секој низок раст тражи алертност, посебно ако е после под третиот перцентил. Значи, прво треба проверка на сите други работи, па после тоа и на хормонот ако има потреба. На интернет можеме да најдеме уште еден начин за пресметување на висината на детето, а тоа е висината во втората година помножена со 2. Точно ли е ова? Ако е се во ред. Ако е се во ред, би ни дало насока за конечната висина. Значи, на вистина е така и мене ми беше интересен тој податок, јас го проверив, од прилика е тоа. Ако е се во ред, ако имаме некои состојби кои што го атакираат растот, други органски состојби на другите органи и системи, тогаш веќе не можеме да идеме по таа формула. Професорке, да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Почитувани, ќе можете да се вклучите во емисија со ваши прашања, дилеми на оваа тема. Професор доктор Елена Шукарова-Ангеловска, специјалист по педиатрија од Оделот за ендокринологија и генетика при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, е во студиото на Телма. Професорке, кога некој ќе забележи проблем со растот кај своето дете, најнапред треба да се обрати кај матичниот лекар или пак веднаш да појде на ендокринолог?
Па матичниот лекар знае што му е на детето. Ние го гледаме еднаш, инцидентно, во амбуланта, он е тој кој што ги води сите негови проблеми. Дали детето прима хронична терапија, обично тоа се пулмоналните работи, дали детето има некој друг хроничен гастроинтестинален проблем. Значи, јас би преферирала да почне од матичниот лекар. Оваа крива ја имаат сите матични лекари, може да биде во составен дел, и тоа беше борбата, еден период да биде во составен дел на книшката. Бидејќи децата кои доаѓаат кај нас доаѓаат само со одреден упат, без информација како растело детето во претходните 3-4 години. Таа информација би било добро да ја имаме. Родителите треба самите да следат како расте детето или матичниот да ги прави лекари мерењата? Да го имаат ова и секоја година они го гледаат детето постојано заради други проблеми, без разлика за тоа дали ќе дојде детето, дали има некое воспаление на грло, било што, некоја банална причина. Јас би апелирала, и тоа е кажано на сите наши состаноци, да се мери. Да се мери, да се види висината и тежината, а ако има било какво отстапување, дури тогаш да се прати кај нас на анализа. Имаме веќе гледач, да му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам за внука ми. Таа има 10 години и пред година-две забележавме дека има некакво дебелување, покачување на тежината, но детето внимава, нели, апелирајќи ние да не јаде благо, да не јаде многу лек. Значи, таа сега внимава на исхраната, но сепак забележуваме дека таа нели дебелина не се многу намалува. Сега мене ме интересира дали може да биде дебелувањето заради некое хормонално пореметување и што значи всушност тоа хормонално пореметување и како да се делува за да да видиме што е, каде да се испита и како да делуваме на тоа. Професорке, некој подпрашање да нема, да? Не, ви благодарам за вклучувањето. Фала, значи, растот и во висина и во тежина треба да биде пропорционален. Ако детето се наоѓа на одредена перцентилна крива за висината, треба да одговара и пропорционално на одредена крива за тежината. Можете да покажете. Значи, секое здебелување е проблем, посебно наглиот тип на здебелување. Им бевме сведоци предходните години и на самиот оддел и на самата клиника разговараме дека пандемијата прилично ни го наруши овој дисбаланс, ни направи дисбаланс. Од тој поглед децата седеа дома, не беа физички активни, не беа воопшто физички активни, така да предпоставиме дека нормално јаде, ако не се движи, нормално дека тежината е тука. Нашите испитувања токму тоа го покажуваат. Многу ретко имаме хормонален проблем. Обично тироидниот хормон е тој кој што кортизолот и така натаму, значи надбубрежните хормони исто така ги испитуваме во тој контекст, али најчесто се работи за дисбаланс на внес и изнес на материја. Ако имаме поголем внес, а помал изнес на енергија, се знае дека тежината е тука. Голем проблем е и голема упорност треба за да се истиот совлада. Така да би препорачала сепак да тргнете од матичниот лекар, да ви даде соодветни насоки во однос на диетата, а ако случајно не успеете, повелете да дојдете на клиника да ги направиме сите неопходни испитувања. Професорке, успеваат обично диетите, бидејќи децата тешко е да ги убедите да прифатат промена во начинот, во режимот на исхрана? Зависи од мотивацијата. Навистина, значи треба добра мотивација, дури психолошко малку делување, за да успееме во тоа. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање, да им дадеме предност. Добар ден. Ало, ве слушаме, во програма сте. Повелете. Ве слушаме, повелете. Кој е вашето прашање? Не успеавме да воспоставиме контакт со оваа гледачка, дали ќе го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Ве слушаме во програмаста кој е вашето прашање и само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката, а не со помош на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Сега ве слушаме, во ред, повелете. Да, поздрав до вас и до вашата емисија, до професорката. Благодарам. Имам едно прашање, ако може. Се работи за девојче околу 12, сега ќе помни 12 години. Така. Колку би требало да изнесува незината висина и тежина? За девојче на 12 години колкава би требала? Добро, ви благодарам. Едно прашање, ако може. Секако. Дали треба да се обратиме кај матичниот лекар да ни даде упат за да се испита нели хормонот на растење, ме интересира. Добро, ви благодарам. Повелете, професорке. Па повторно да ги искористиме овие перцентилни криви. Значи за девојче од 12 години минималната висина изнесува некаде околу 135 см, максималната, односно 97 перцентил, изнесува 165 см. Значи децата растат измеѓу овој период. Само како што кажав, треба да се види претходниот период на растење. Дали ја следи одредената крива, дали треба нешто друго да се превземе, значи во однос на потребите, дали треба или не треба да се испитува хормонот за раст, нели, подобро е да тргнете од матичниот лекар, а после тоа, ако сметате дека висината е испод оваа граница, ќе ги направиме сите неопходни испитувања. А ние како родители треба ли да ги мериме редовно нашите деца, бидејќи не секогаш редовно одиме на педиатриски прегледи кои што вклучуваат и мерење на висината? И како тоа да го направиме? Па има и домашни стадиометри, оние што фактички на вратата се местат, значи некои од родителите доваѓаат и го носат, значи сето тоа го носат како забележување, па и од нели бебешките години, Ако би бележиме на вратата со датум, Да, и мислам дека тоа не е лоша идеја. Не е лоша идеја, било какво отстапување, па и во вид на игра и за детето е исто така многу важно, дека расте, дека се осеќа дека расте и така натаму, така да би било добро да самите родители водат сметка во однос на тоа. Ама сепак за стручниот дел треба да се обратат на лекар. А кога го мериме детето, како треба тоа да застане босо, исправено? Така е. Значи, и за тоа има одредени стандарди, треба да застане исправено, равно, ако веќе се мери на врат или било каде. Треба да стои равно, треба да има споени ноџиња, да ги исправи главчето, да биде исправено со грбчето и така натаму, за да горе-доле го измериме. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа, професор, ќе продолжуваме со денешниот разговор. За гледачите, еве, една информација дека во продолжение на емисијата ќе проговориме што треба да се направи доколку се забележи отстапка во растот, како забавен, така и забрзан раст. Денеска зборуваме за растот кај децата. Треба ли да се следи секој сантиметар? Професор доктор Елена Шукарева-Ангеловска, педијатар од оделот за ендокринологија и генетика при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје е во студиото на Телма. Докторке, доколку добиете некој мал пациент кој што има проблем со растот, какви испитувања најнапред спроведувате? Веднаш се бара дали има проблем со хормонот на растот или пак ги барате оние причини кои што најчесто доведуваат до спорување на растот? Значи, прво ги испитуваме сите други органски системи. Дали имаме нормална работа на срце, дали имаме нормална работа на бубрези, дали имаме мала абсорбција, односно несоодветна абсорбција во цревата и така натаму. И дел по дел ги исклучуваме, идеме по систем на исклучување на сите други причини за нискиот раст. Ја пресметуваме целната висина и ако детето на вистина се наоѓа под 3 перцентил за кривата, под целната висина во однос на родителите, веќе преминуваме на одреден тип на испитувања. Скрининг ни е рентгенот на шаки, со кој што утврдуваме коскена матурација, односно коскена зрелост. Ако и тука најдеме проблем, например, едно дете да биде возрастно некаде 5-6 години, а ние да сме нашле коскена зрелост од 3, во таа ситуација веќе се пали светлото,
за одредени испитувања кои што треба да се направат. Почнуваме со поедноставните, нели биохемиски параметри, параметри на исхранетост и така натаму. Ако не најдеме причина за било каков друг проблем, тогаш поминуваме на одредување на хормонот за раст, односно одредување на питуитарната резерва на хормоните. Тоа не е еднократно боцкање, значи не е еднократно вадење крв, него се тестови. Обично родителите веќе во рака, некои од нив доваѓаат со одредена лабораторија која што ја направиле во некоја друга институција, каде што имаме хормон за раст 0. Тоа не е точно, бидејќи хормонот за раст кај сите нас се лачи во некои базални минимални вредности и се лачи во вид на пулсативни активности. Значи, еден пулс, па го нема, па втор, па трет и така натаму. Значи, пулсации од многу високи кои што нагло паѓаат вредности на хормонот за раст. Ние не може да знаеме кога детето ќе го излачи тој пулс во тек на 24 сата и затоа постојат одреден вид на тестови фармаколошки кои што нели употребуваме некој вид на стимулатор за да го добиеме точниот резултат. Колку неговата хипофиза има способност да излачи одреден хормон за раст. Така да е малце заметно за детето, понекогаш очекуваме малце поголема возраст, да не биде многу мало бебе и затоа го следиме првите година-две, а после тоа, ако треба, ги применуваме и овие тестови за да докажеме дали навистина детето има дефицит на хормонот за раст, дали има дефицит на другите хормони од хипофиза и тогаш почнува нашето делување. Да го вклучиме гледачот со неговото прашање, да му дадеме предност. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Јас малку покасно се вклучив, сакам да ја прашам докторка. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Јас ќе ве замолам само да го следите разговорот преку слушалката. Да. Да не го Добро. слушате телевизорот и исклучете го или намалете го тонот сосема. Добро, важи. Се работи за девојче од 4,5 години. Има 15,5 кила со висина негде 98 сантиметри. Па ме интересира дали е во граници на нормала. Ви благодарам за вклучувањето. Да, значи еве гледајќи ги кривите, она се наоѓа, она е со пропорционално да кажам нормален раст, бидејќи се наоѓа на 25 перцентил и за висина, на 25 перцентил и за тежина. Така да има сосема нормален раст и во висина и во тежина. Пропорционалниот раст исто така треба да го видиме. Не е sejedno дали едно дете е ниско, а крупно, или не е sejedno дали одредените делови од телото му се различни. Имаме и така наречени диспропорционално ниски раст, каде што имаме, например, дефицит во висината, односно во должината на екстремитетите, односно на нозите, визави телото, и тогаш веќе се сомневаме на друг тип на проблем, а това се скелетните дисплазии. Ако имаме таков проблем, тогаш нема да правиме хормон за раст, него ќе направиме еден рентген на на скелетот за да потврдиме и за да утврдиме за кој тип на скелетна дисплазија станува збор. Споминавте дека е многу важно да биде пропорционална висината со тежината. Тука едно мало подпрашање, што со оние деца што нема апетит и што не сакаат ништо да јадат, може ли тоа да влие на висината, да не пораснат доволно? Бидејќи родителите велат, јади за да пораснеш. Така, значи тоа е основно правило и тоа верувајте дека половина од децата што доаѓаат во амбуланта, во нашата амбуланта, го имаат токму тој проблем. Не јаде ништо, доаѓаат за висината. Во принцип не навоѓаме ништо. Еве и светските, да кажам, студии што покажуваат и светските катастрофи, нели, кои што беа претходните години наназад, кажуваат дека и во услови кога имаме драстично скратување на храната, како што беше во концентрационите логори од тој тип, значи, испитување, висината не настрада многу. Не настрада многу. Значи, покрај тоа, детето се обидува да искористи до максимум храната што ја прима, па макар колку и да е малку. Да го оствари својот потенцијал. Да. А во кој случај давате хормон за раст како терапија? Кај кои пациенти? Значи, мораме да докажеме дека детето има дефицит на хормон за раст. Имаме неколку индикации. Сепак, хормонот за раст не е
не е шекер. Значи хормонот за раст е хормон кој што има и негативни ефекти ако се дава непрописно и непрофесионално. Затоа многу внимаваме на кои деца ќе им дадеме, на кои се тие кои што заслужуваат, а да не наштетиме понатаму за нивното идно здравје. Имаме повеќе индикации, тоа е пред се дефицитот на хормонот за раст или дефицитот на сите хормони од хипофизата. Понатаму децата со одредени генетски состојби како што се Тарнеровиот синдром, и тоа, значи, го збориме спрема некои светски стандарди кои што ги прифаќаме и кај нас. Децата кои што имаат одредена состојба на така наречен Нунан синдром, децата кои што се мали за родилна тежина, кои што не успеале да си стигнат во својата перцентилна крива, значи се наоѓаат под перцентилната крива. Кај некои состојби исто така размислуваме за давање на хормонот за раст, а тоа се децата со хронична бубрежна инсуфициенција, децата каде што бубрегот не лачи доволно growth фактори кои што го промовираат растот, значи се додека не дојде период на трансплантација, на решавање на бубрежниот проблем, го промовираме растот да не останат малечки. И обично, многу ретко, треба како индикација влагаат и децата со Праder-Вили синдромот. Ама не заради висината, него заради телесната композиција, за да се намали масното ткиво кај. Заради здравјето, Да. општото здравје. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма, се надевам успешно. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Јас сум баба на дете што е родено во октомври 2017 година. Така. И сега на оваа возраст, како што е, одпред, значи, повеќе од една год, ќе во градинка оди. Меѓутоа има проблем со јадењето. Тогаш кога се роди таа година, беше пандемијата почна, морбилите беа, ако се сеќавате, еве докторката ќе потврди дека е така, и ќерка ми сакаше да го одбие. Меѓутоа, заради морбилите, заради пандемијата, таа го продолжи на доењето. После, не знам, на година и пол, не знам на колку сега, јас зборувам, та ми е ќерка. И се јави, ама во моментот е отсутна. Сега јас што можам ќе кажам. Откако е во градинка, после тоа детето беше многу крупно, многу фино, така едно цркале, разнообразно лице, многу фино. И Но повеќе не е така, сега веќе има проблем со јадењето, претпоставувам и дека е слабичко. И вие сте сега загрижена баба, претпоставувам дека барате совет што да се направи за да се подобри оваа состојба. Доктор, ќе го слушнеме и следното прашање, па ќе дадете одговор. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Повелете. поздрав до вас. Благодарам. Внука ми е моментално дома и сака од вас да слушне за 1,35 м висина, дали одговара 31 кило тежина. За која возраст само? 9,5 години. Момче или девојче? Девојче. Девојче. Значи, уште еднаш како можете висината и тежината? 1,35 м, Добро. 31 килограм. 31 килограм. Ви благодарам за вклучувањето. Таман, значи Таман. за второто прашање, таман 50 перцентил немате простор за загриженост за таа работа. За првото прашање, значи навистина децата се многу интересни во бирањето на храна. Тие го одбираат полесниот начин на бирање на храна. Го оправдувам тоа што го направила ќерката Што во доела случај подолго? на пандемија или во случај на морбили, како што беше. Добро што го доела подобро, по подолго време заради имунитетот, но детето навикнува и брзо прифаќа тоа што е полесно. Ако треба да се џвака, тогаш е веќе малце поголем проблем. Така да, само со упорност може да го решите овој проблем. Значи, само со давање на храна за кое што ќе треба да се потруди да изжвака, нели да. Обично они се многу зафатени во таа прва, втора, трета година, четврта година од животот, многу зафатени со игра, па немаат време да јадат и тоа е стварно проблем. Мада, ако е се во ред со органските системи, органите, системите, тоа не е причина за низок раст. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден.
Уште една можност за гледачот во интерес на времето. Добар ден. Го слушаме добро. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. До докторката и до водителката. Благодарам. И така да прашам, кирка ми има 12 години, веќе и со циклус, меѓутоа висината е 138. Што може тука да се направи? Килажата е сходно на тоа, околу 35 килограми. И секогаш така малце посипна била. Дали имам простор тука нешто да се обратиме до клиниката? Така, колку време има циклус? Важно ли е тоа, професорке? Колку време девојчето има циклус? Скоро година. Скоро година. Во ред. Ви благодарам за поставеното прашање. Што во ваков случај? Значи гледам, спрема кривата, гледам дека детето, девојчето се наоѓа на третиот перцентил на кривата за возраст. Тоа е најнискиот перцентил, али се уште дозволен. Тука веројатно пуберталните знаци дошле малку порано. Обично растот кај сите девојчиња е тука некаде, околу година дена после добивањето на циклусот. После тоа веќе многу малку расте. Може би неколку сантими, ја го прави тој лакот до целната висина. Ако сметате дека треба, не е проблем, дојдите да направиме една рентген шаки, за да видиме дали уште има простор за раст на коската. А ако коските се затворени, во таа ситуација мислам дека многу малку можеме да делуваме. А во вториот случај, ако се отворени? Ако се отворени, може би пак проценката на целокупното здравје, проценката на целната висина ќе ни влијае исто така, за да видиме, можеби ќе треба да испитаме некоја питуитарна резерва, значи да ги направиме тестовите. Ако докажеме проблем и дефицит, ќе реагираме. А ако не, и тоа многу кратко време е за реакција. И тоа беше исто една од целите кои што треба да ја кажеме, подобро е да ги добиеме децата малце порано. И тоа е молбата и кон сите педиатри, и кон сите матични лекари, ако бидат било каков проблем во однос на зрењето на детето, во однос на растот, да го алармираат порано, затоа што 12 години е веќе период на завршување на растот. Доколку родителите забележат рани знаци на пубертет, треба веднаш да се јават? Година, да. Пред 8-та година, да. Веќе на 12-та година не смееме да го спречиме, тоа е нормален пубертет. А што е со децата кои што растат многу брзо? Нивните родители имаат нормална висина, но тие постигнуваат поголема висина од очекуваното. Родителите обично се среќни, велат детето ќе биде повисоко од нас. Тоа се многу ретки ситуации, морам да кажам. Многу брзиот раст е детерминиран од друга група на гени, од типот на гени кои што влијаат на самиот развој на сврзното ткиво. Исто така, влијаат и на понекогаш многу брзиот раст и сечењето на кривите нагоре е прв знак за пубертетот. Ако тоа го забележиме 5-6 година, исто така е аларм кој што треба да се активира, зашто прв знак за пубертетот е брзиот раст. И третата група, многу ретки фактори кои што ние за среќа ретко ги гледаме во нашата клиника, тоа се децата кои што имаат вишок на хормон за раст. А тоа исто така треба да се докаже. И моето последно прашање за денеска сосема кратко, дали хормонот за раст кој што се зема како терапија е достапен, бидејќи пред неколку години беше дефицитарен, децата беа ставани на листи чека, родителите реагира? Да, навистина беше така, до пред 1 до 2 години. Во тој период имавме голема поддршка и помош од родителските здруженија, Здруженијето Раст, кои што направија, верувам и стварно е така, направија голем притисок до медиумите, голем притисок до надлежните за поголема достапност на хормонот за раст. Така да во моментот се зголеми бројката на деца кои што ги лекуваме со хормон за раст. И на крајот од денешната емисија можеме да го видиме последниот факт кој што е поврзан со растењето, кој што гласи: растот на детето е еднаков на здравието на детето. Точно е така. Точно е така, значи растењето е навистина една предикција за здраво дете. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.